Благодарам, подпредседателя. Колега Минов, очигледно е дека вие ќе си ја пеете вашата, ние нашата. И нормално е да фалите нешто што мислите дека е така, но ајде да ги прашаме граѓаните дали е навистина така. За еден квартал оваа година имаме 3995 фирми затворени. Предходната година имавме 6300, пред таа имавме 6000 фирми. Или у превод околу 15.000 фирми само во последниве 2 години. Понатаму, вие велите дека ќе се живеело подобро. Дали ќе се живее подобро? Нема. Зошто? Затоа што немаме покачување на плати. Имаме покачување на плати само во образование и во детска заштита и тоа е изнудено покачување поради 3-неделниот штрајк. Сето останато кое што се кажува дека е покачување на добра волја, не е покачување на добра волја и треба тука јасно да се каже на јавната администрација дека нема повисоки плати за нив, освен оние кои што беа опфатени со законот за минимална плата. Она што исто така загрижува затоа што имаме драстично зголемување на исплати по извршни исправи, односно тоа значи поголем број на тужби кои што ги добиваат граѓаните. Или само во МВР, јас како што се сеќавам, лани имаше 1910 тужби кои што ги добиле полицајци кои што го тужеле Оливер Спасовски за неговата добра работа. Зголемувањето на стоките и услугите е многу видливо во последниве неколку години. 2021 беше постигнат плафонот 327 милиони евра, годинава 374 милиони евра, односно зголемување за 47 милиони евра и тука се повикувате на зголемените трошоци за струја, зголемените трошоци за вода и така натаму, за транспортни услуги и ред други, меѓутоа граѓаните тоа нема да го добијат. Институциите ќе го добијат преку овие средства, ќе си ги добијат тие зголемувања, но граѓаните нема да ги добијат тие зголемувања, иако и нив ги притиска овој ценовен шок. Она што кај земјоделието го потенцирате, јас верувам дека ќе се исплатат субвенциите, меѓутоа тоа е законска обврска. Сега тука кажувате дека ќе се исплателе субвенции, па мора да се исплатат, се обврзал некој да ги исплаќа тие субвенции. Дали имаме план за развој на земјоделието е друго прашање. Кај стоковите услуги гледаме, односно кај резервните, кај стоковите резерви гледаме дека и таму имаме многу големо зголемување. Тоа значи дека немаме стокови резерви, а иде тешка зима. И наместо тука да направиме една стратегија, односно вие како дел од Тиквешкиот регион, каде што повеќето граѓани се занимаваат со земјоделие, да го притиснете министерот Љупчо Николовски да направи стратегија за развој на земјоделието. Тука гледаме дека се ни мине туку така, а земјоделците пак на крајот нема да го добијат тоа, затоа што гледаме дека имаме намалување на многу ставки во однос на... Игор, заврши.